Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, еве за рок од 1 месец во собранието се дискутира и се дебатира за втор ребаланс на буџетот на Република Македонија. Првиот пред 1 месец предложен и на барање на владачкото мнозинство на ВМРО-ДПМН и ДУИ, без присуство на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата и без притоа да се прифати ниту еден амандман од останатата опозиција. Ова е втор ребаланс, наменски, за жал, за санирање на штетите и последиците од катастрофалната незгода и поплава во Скопскиот и Тетовскиот регион, кој што предизвика и материјална и нематеријална штета. 5000 семејства или домови се оштетени и, за жал, трагично настрада и 22 наши сограѓани. Штета која што предизвика бура реакции во јавноста, покрена и политички дебати, покрена и дебати во останатата јавност. Овој ребаланс на буџет кој што го вара Министерството за финансии или владата на Република Македонија, со кој што треба да се обезбедат 36 милиони евра за санирање на овие последици, власта го предвидува со потребата од ново задолжување, кое што ќе го зголеми дефицитот од 3,6 на 4%. Ова власт на ВМРО-ДПМН и ДУИ не најде за згодно и не најде начин да обезбеди средства, иако буџетот на Република Македонија е повеќе од 3 милиарди евра, и за само 30 на милиони евра повторно и повторно мора да не задолжува нас, граѓаните на Република Македонија. Ние како опозиција сметаме дека има и друг начин и други методи како да се обезбедат овие средства за настраданите во поплавите. Токму затоа и поднесовме како пратеничка група на СДСМ и опозицијата амандмани на овој предложен ребаланс, со кој што амандмани предвидуваме власта да си крати од своите трошења, од својот луксус и само така да можеме заеднички да најдеме начин како да ги обезбедиме овие средства. Со овие амандмани предвидуваме владата на Република Македонија да намали 10 милиони евра од градежни објекти за кои што сметаме дека во овој момент можат и трпат да видат изградени во нареден период, затоа што сега е неопходно да се обезбедат овие средства за поплавените подрачја. Предвидуваме и да се скратат 300 милиони денари или 5 милиони евра од владата за економска промоција. Знаеме како се трошат тие пари, како во изминатиот период излегува на површина зашто и како се вршат овие економски промоции, колку тие цени се високи и колку е бенефитот од тие економски промоции. Предвидуваме да се скратат и од Министерството за финансии 390 милиони денари или 6,5 милиони евра од разни трансфери, непродуктивни трошоци за кои што сметаме дека можат во овој период тие средства да се пренаменат за необходните средства за поплавените подрачја. Од Агенцијата за странски инвестиции и промоција за економски маркетинг предлагаме да се скратат 80 милиони денари, од Министерството за транспорт и врски да се намалат 1 милион евра за надградба и реконструкција на управната зграда. Секако дека министерот и вработените во Министерството можат во овој период да бидат во истите простори и онака зграда каква што е постоечката. Од Министерството за правда, исто така од градежните објекти, планираме и предлагаме да се намалат 32 милиони денари, од Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони за отставката на други тековни расходи, за кои што како дека немаме увид и кои се тие расходи, предлагаме 30 милиони денари и така натаму. Секако дека со ваквиот начин на прераспределба на овие средства
ќе можеме да ги обезбедиме овие 36 милиони евра и без дополнителни задолжувања, без камати, без кредити, без камати, кои што ќе ни направат и терет дополнителен во понатамошниот действување и трошење на овој буџет. Сметаме дека на ваквиот начин ќе можеме да ги обезбедиме овие средства. Меѓутоа, од она што го слушнавме во вчерашната расправа за овој буџет, власта на ВМРО-ДПМН не планира да се откажи од овие трошења. И многу добро знаеме зошто не планира да се откажи, затоа што тука има провизии, тука се нарачани тендери, тука се инволвирани фирми блиски до власта на ВМРО-ДПМН и ДУИ. И секако, разбирливо, дека оваа власт најпрво ќе најде начин да се задолжи и да земи кредити дали на домашниот или на странскиот пазар, отколку да се откажи од непродуктивните трошоци. Во изминатите неколку денови, кога имавме расправа за овој буџет, имавме расправа за јавниот долг, имавме собраниска расправа и за јавниот долг, претходно за донесувањето на буџетот. Ние како позиција предлагаме проектите кои што нема да ни носат општествено добро на сите граѓани на Република Македонија да застанат и да се прекинат со понатамошни плаќање и инвестиции. Ке споменам само неколку. Акционерското друштво Елем, кој што е во државна собственост, објави јавна набавка со која што планира да потроши 15 милиони евра на рајската градина во аеродром, во населбата аеродром во Скопје. Повторувам, 15 милиони евра за животни, за фонтани, за паркчиња, за кафези и за што уште не. 15 милиони евра акционерското друштво Елем, и тоа како можеше попродуктивно да ги пренамени. Вклучително и 15 милиони евра, кои што истото акционерско друштво ги дава за барокна фасада на управната зграда. Акционерското друштво Елем троши 10 милиони евра за жичара на Попова шапка. Дали е неопходно во услови, да, колешке, потребно е, меѓутоа кога ќе се створат неопходни услови за нормален живот на сите нас граѓаните. Дали за вас од власта е попрактично и попродуктивно да ги имаме овие инвестиции кои што ги напоменав, или да имаме канали, да имаме атмосферски канализации, да имаме надвозници, да имаме елементарни неопходни услови за живот на сите граѓани на Република Македонија. Без разлика дали се тоа од Скопје, од Битола, од Тетово и од другите населени места. Исто така, власта планира и веќе почна да троши 18 милиони евра на панорамското тркало. Цели 18 милиони евра инвестиција која што нас воопшто како граѓани нема да ни значи. Ке му значи само на поединци и ке му значи на владачкото мнозинство предводено од ВМРО-ДПМН. Во 18 милиони евра повеќе од сигурно е дека е поголем дел од средствата ќе одат на провизии, исто онака како што одеа на провизии за автопатиштата и за останатите јавни набавки. Сега, кога веќе сме кај парите, ако нас ни се неопходни 30 на милиони евра, тогаш се поставува прашањето дали за панорамското тркало 18 милиони евра и за рајската градина од 15 милиони евра или вкупно 33 милиони евра, можеме овие два проекти да ги затвориме, да завршат и истите средства да се наменат за оштета на поплавените подрачја во Скопскиот и во Тетовскиот регион. Ако имате вие поинакво размислување, колеги пратеници од владачкото мнозинство, повелете во реплики, кажете ги дека овие два проекти не се потребни и дека треба 30 милиони евра да се задолжиме повторно, онака како што се задолжуваме во изминатите 10 години. Впрочем, за јавниот долг кажавме, државата ја задолживте за повеќе од 3 милиарди евра. Во 2006 година наследите долг од 1 милиарда и 800 милиони евра, денес долгот на државата е повеќе од 5 милиарди евра. Каде се парите?
Зашто се потрошија повеќе од 3 милиарди евра? Многу убаво знаете. Ове ќе ве подсети. Ова е проектот Скопје 2014. Вашиот лидер Никола Груевски не обедуваше и обедуваше цела јавност дека овој проект ќе не чини не цели 80 милиони евра. За на крајот, а се уште нема крај, Скопје 2014 да замени повеќе од 650 милиони евра. И сега се поставува прашањето, дали со овие пари кои се потрошија во Скопје, живееме поубаво ние во Битола, вие во Тетово, во Гостивар, во Куманово и во останатите населени места? Не, колеги пратеници. Овие 650 милиони евра се потрошени пари само за ВМРО ДПМН, заедно со најблиските соработници на Никола Груевски и фирмите тендераши да ги добијат овие пари. Исто така, поставуваме и друго прашање. Дали во овој период, во 10 години кој што вие сте на власт, имаме рамномерен развој? Рамномерен развој на инвестиции во Скопје и во останатите населени места? Каде и зашто се потрошија повеќе од 25 милиарди евра буџети кои што во овие 10 години вие ги распоредувавте? Граѓаните не се убедени во тоа. Пошто доаѓам од Битола, само да ве подсетам дека минатата година, во февруари месец, имавме катастрофални поплави во Битолско. Цела Пелагонија, повеќе од 2500 хектари земјиште беше поплавено. Беа поплавени населените места на периферијата на Битола. Беа поплавени Могила, Новаци и други населени места. Среќа во несреќа, што немаше човечки жртви. Материјалната штета е огромна. И за таа материјална штета, вие како власт се уште не ги имате исполнето врските. Онака како што вашиот лидер Никола Груевски дојде таму и им кажа на луѓето дека ние како власт ќе го обештетиме. Ајде сега тој истиот Никола Груевски денес нека дојди во Могила и во Новаци, нека ги прошета истите населени места и да ги праша граѓаните колку и како се обештетени. Тоа го бараат граѓаните од Пелагонија. Не се обештетени за имотот, за куќите кои што им беа поплавени, не се обештетени во целост за земјоделското земјиште. Ниту една од фирмите кои што има економска штета не е обештетена. Не им се исплатени пари за надомесна штета. И токму тие економски субјекти денес мачат како да обстојат. Заради бизнисот кој што ги имаат, заради вработените кои што земаат парче леп од тие фирми. Со лага не бидува. И затоа предупредуваме и во минатите дискусии кои што ги имавме за поплавите, меѓутоа и денес кој е ребалансот на буџетот, предупредуваме и имаме сомнеш дека власта на ВМРО ДПМН и ДУИ во целост и наменски ќе ги искористи овие средства за исплата на штетите кои што се во поплавените подрачја. Да ве подсетам, тоа го кажа вчера и колегата Стојко Павновски, пред една година имавме катастрофални поплави во Тетовско. И штетите дури сега се исплатија за да може Никола Груевски повторно да се појави на тоа место. Да, колешки, ви кажа вчера колегата. Се поставува прашањето: кои се причините и последиците? Зошто само во една вечер 5000 семејства да трпат нематеријална и материјална штета? Огромна е штетата. Секако дека ние, како пратеници во овој парламентарен дом, со овие закони, не ќе можеме во целост да ја намалиме тагата и болката на сите оние кои што ги загубиле своите најблиски. Меѓутоа, мораме да најдеме начин и да смогнеме сила, да им помогнеме да ги санираат материјалните штети за своите домови. Пред се и за се затоа што доаѓа есен, па ќе дојде и зима. Тие семејства треба негде да живеат. Тие деца треба да се подготвуваат и за школската година. Тие луѓе таму работат на земјоделски површини.
од тие земјоделски површини се прехрануваат. Тоа им беше единствен екзистенцијален извор. Бев во неколку пат наврати таму, да се видам со луѓето, да ја кажат своите маки, да ја кажат своите потреби. Меѓутоа, нивната потреба е огромна, веднаш и сега. И доколку бевте искрени во намерата, во прошлите дебати кажавме, ако сакавте, како власт, можете да направите владата да побара измена, ребалансот на буџетот да не траи скоро месец дена. Можехме ова да направиме и во рок од 10 дена. Меѓутоа не сакавте. Колку и да брзаме, како што кажа вашиот координатор на вчерашната седница, ние не можеме пред 19-ти, кој ќе се одржи седницата за ребалансот на буџетот, да овие штети ги надоместиме на луѓето кои што кажа веднаш и сега им се потребни средства. Во населените места, во Стајковци, во Синџелиш, во Рачиново, без разлика дали се тоа македонци, албанци, срби, сите имаат потреба. И уште еднаш ја упатуваме пораката, материјалната помош од 30.000 денари, да не се дели селективно. Видовме на медиумите како се прават списоци. Вчера пратеникот ДУИ го замоли министерот да се исплати на сите, а не селективно. Истата порака и ние како опозиција упатуваме. За тие луѓе не треба да има партиска, верска или етничка припадност. Сите се со една припадност, оштетени од елементарна непогода. Сега дали мораш и да дојди до вакви катастрофални штети? Не. Дали можеше нешто да се спречи? Да. Институциите затаија. Институциите кои што се под ваше водство, колеги пратеници од владеачкото мнозинство. Управата за хидрометеоролошки работи, Министерството за внатрешни работи, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување потврлија. И затоа ќе бараме, имаме надзорна расправа. Одговорност мора да има и од поединци и од институции. Не може ова работа да заврши туку така. Штетата се направи, жртвите заминаа, ке му се дават парите и толку. Значи не може. Ке имаме, колега, да, надзорна расправа. Меѓутоа, ако сакаше, можеше да се спречат овие последици. Штетните политики на ВМРО-ДПМН за 10 години направија да имаме кризни состојби. Каде се тука каналите? Каде се атмосферските канализации? Впрочем, беше кажано и од експертите дека на обиколницата имаше најповеќе жртви. Дали мораше да имаме толку жртви на обиколницата? Не. Доколку Министерството за внатрешни работи си ја завршеше работата онака како што треба да заврши. Дали толкаво количество на вода можеше да се запри во одредена мера, да не направи толкава штета? Да, можеше, колеги. Ако дел од средствата наместо во Скопје 2014 ги инвестиравте во канали и во атмосферски канализации, кога веќе сме кај каналите, еве ќе ви кажам како сте трошеле парите. Ова е овластениот државен ревизор, државна институција. Ова го кажува Државниот завод за ревизија. Не е опозицијата, не е Сорос, не се опозицијските портали и медиуми. Констатирани состојби од страна на агенцијата вршена исплата на средства која се однесува на одржување на каналската мрежа за одводнување и наводнување, без при тоа да биде спроведена контрола на лице место и доставен записник од страна на властени контролори за фактичката состојба. Значи, од страна на агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој за чистење на каналите се исплатиле повеќе од 3 милиони евра на фирми блиски до власта, само за да има
бенефит, поединци и луѓе кои што се блиски до ВМРО ДПМН. Само да се искажам и ќе кажам. Штетите се големи. Кажавме, штети има кои што не можеме да ги надоместиме, меѓутоа, штетите кои што можеме да ги надоместиме, можеме да ги обезбедиме од средства, без притоа да се задолжуваме и уште еднаш ќе потенцирам. Дајте да застанат градбата на Панорамското тркало, на Рајската градина, на жичарите и на сите непродуктивни трошоци, пари има.